Без добиен мандат од председателот Иванов и без потписи за влада, Зоран Заев денеска на пресконференција ја представи владината програма. Во програмата е законот за двојазичноста, тврди дека парите и униформите на војската и полицијата ќе останат македонски, но посочи дека за сите отворени прашања ќе има дебата. Експертите кои ги консултирале им кажале дека тоа е противуставно, но остава простор во дебатата и за различни мислења. Дебата ќе има вклучително и за знамето, химната, државниот грб и резолуцијата за геноцид. Сакам да го разубедам господинот Иванов дека нема повеќе платформи и планови, има единствено програма за една влада, потенцираше на пресконференцијата. Заев очекува во рок од 10 дена председателот да му го даде мандатот. Се надевам со добивањето на мандатот ќе го добиеме просторот за да преговараме за одредени прашања кои што се присутни во јавност. И треба да се дебатира за таквите прашања. И ние не бегаме од таквите прашања. Уставните експерти што ги консултираме се на ставот дека денарите, банкнотите се користат на целата територија на Република Македонија и евентуалната употреба на друг јазик при нивната изработка е спротивна на уставните одредби за употреба на македонскиот јазик, јазикот што го зборуваат повеќе од 20% од населението во Република Македонија. Уставните експерти кои што исто така ги консултиравме, се наставо дека и прашањето на униформите го третира Уставот. Основен принцип во полицијата и армијата е единственост на униформата, која што значи стандардизирана облека. Оттамо со оглед на тоа што постои единствен состав на полицијата и на армијата на Република Македонија, на територијата на Република Македонија, правењето разлики на униформата не е во согласност со уставните определби. Нам тоа ни го кажале уставните експерти. Можеби на нив, можеби во јавноста експерти ќе кажат нешто друго. Да не се плашиме. Портпаролот на Дуј Бујар Османи вели дека не се согласуваат со Заев. Не се согласуваме дека двојазичните банкноти и униформи се неуставни, вели Османи за телевизија Нова. И се она зашто денеска говореше Заев се коси со тврдењата кои изминативе денови беа изнесени во јавноста од страна на интегративците. Албански јазик во институциите и на банкнотите и албанец за председател на собранието. И ова е дел од договорот, откри Ахмети. Детали од договорот претходно изнесе и портпаролот на Дуј Бујар Османи, кој тврди дека во втората фаза е договорена дебата за знамето, химната, грбот на Македонија. Në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, nëse unë jam kryetari i Parlamentit, unë flas në gjuhën shqipe, i udhëheq seancat në gjuhën shqipe, shqipja e shkruar dhe arkivuar në të gjitha institucionet më të larta shtetërore. Ky është përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Aktualisht shqipja në Maqedoni është zyrtare, e shkruar dhe arkivuar vetëm në nivel lokal. Прашањето на химната. Значи, вие имате ситуација во која што втората по големина етничка заедница не ја прифаќа таа химна, бидејќи ги исклучува нив. Ги исклучува во секој аспект од таа химна. И ние велиме, за да бидеме полојални према државата, за да бидеме инклузивни, за да може сите да станеме на иста химна, таа химна треба да не представува и нас. Меѓутоа, за тоа треба Заев програмата ќе му ја испрати на председателот, а најавува собраниска седница за наредната недела.